Господин председател, стражата е построена във ваша чест. Рапортира командир на стража подполковник Себастиан Златан. Войници и старейшини, здраво! Здраво! И ну! It's time to say that. How are you? Everything is okay? Sir, everything is okay. Thank you. Nice to meet you, sir. She'll be able to tell you a little bit about the ISAFAC and what it's here for. So. Okay, you got to hear. At this facility, we have the ability to shelter 70 humans. We have 10 different rooms so that we can separate them in order of recovery. Did you have any patients up to now? Negative, sir. So, what about the other medical equipment if you need something like that? We currently have them downhill, and we have oxygen, and we have Where's that? Where's that? just in, and they're all set up relatively just. Внимание! Господине председател, старешините се подготвени за брифинг за активностите на Криволо. Накратко агендата ќе ве запознаеме општо за развојот на Криволок, ќе продолжи полковникот Узим со реализираните проекти. Имаме месечни брифинзи на кои запознаваме министерката за одбрана и началникот на генералштабот за напредокот, достигнувањата и динамиката. Моментално се реализираат на Криволо. Јас би се осврнал повеќе на развојните проекти на Министерството за одбрана заедно со армијата кои се за следниот период. Команда за операции, значи веќе 2 години ние интензивно работиме на подобрување на патната инфраструктура на армијски кои би биле за планирани за реализација за наредната година. Господине председателе, господи генерали, во должина 12 км. Купната должина на ригорозната улицата околу армискиот полигон Кривола е 62 км. The expert. But I wanted, on behalf of General Kaboli and General Mohan, I wanted to say thank you very much for coming to see us today. We are honored to be working side by side with our North Macedonian partners. And what is the path from Geneva here to Thessaloniki? No, we did not. We used some on rail, so by train, and then some we line hauled on the backs of the contract. Накратко за учесниците веќе е познато, покрај припадниците од нашата армија, основната порака е промоција на интероперабилноста. Веќе спомена и командантот на командата за обука